Здраво на сите другари, здраво криптореволуција. Значи, кажав дека секој ден ќе се трудам да вадам по едно видео, рандом, се додека берзата е у неутралност. Има многу нови млади дечки у криптореволуција, да ги поздравам сите. Чека само да проверам видеото, не се професионални, да видам дали е тон уклучени се, нем да зборам 30 минути на празно. Значи, другари, YouTube канал на сите што ви кажав младите да направите, браво, си има едно 100-200 луѓе, што имат направено више профили, почнуват да ги градат, нема шо да се срамувате луѓе, колку повише ве плукат, толку подобро. Ставете само подобри имиња, имам уште проблем со имињата, значи имињата се стварно брат многу тешки. Има групата се доста зголемува, 12.657 прегледи за 28 дена, не е лошо, тоа за крипто е страшна работа. Додека 99% од светот не верува у крипто, значи вие сте првите луѓе, меѓу првите у светот што улават у тај сектор. Значи првите, мислам, има ги милиони низ цел свет, ама меѓу првите македонци. Македонците у принцип 99% не веруваат. Значи вие 12.000 што се кај мене и се вкупно околу 30-40 луѓе у Македонија кои што пратат, кои што имат уствари купено и околу 50-60 само гледат од страна. Значи тоа не е малку. Полека се зголемува криптото у Македонија, крипто заедницата. Како што кажав, сите канали треба да се следат кои што се на македонски и кои што имат крипто содржина, без разлика дали ја кажуваат вистините или не. Ваше е да ги гледате и сами да си донесете одлука. Значи секој си има своја аналитика и пристап у криптото, без разлика кој се карал, која група, кој. Ваше у криптото е најдобро да го исчитате се и сами да донесете одлука. Значи луѓе се уште имаме проблем со тоа да многу луѓе ми праќат пораки, имам 1000, еве денеска имал $1000, имал 500, имал 3000, имал највеќе беше еден што им беше пишал 5000 и сите се дали да уложиме уште у Cardano и дали да уложиме у Star Atlas DAO. Другари, пред еден месец ја брмблам, устата пена ми фана, 0.14, еве се 0.31, беше 0.32, значи тоа е 100 и, еве тука, 119%, другари. Имаше од старата гарда што беа купили на 0.33, ја постирам, немат пари и нивен проблем да се коригират. Има цел месец од 0.33 беше паднал на 0.14, има цел месец да акумулират. И за 20, и за 30, и за 50, и за $100, кој колку имал, ако акумулираше, првите што ги е купил на 0.33, од кога најголем дел од македонците почнаа да купуват, пошто никој не го очекуваше FTX дека ќе има толку многу ќе испродаде токени, че јас самиот ја знаев дека има толку многу, ама не верував дека ќе ги продадат сите, мислев дека ќе ги врнат на повеќето муштери у токени, пошто на тај беа кажале дека му запленен на лаптопо, ама Америка си Америка. Законите треба да се продаде се и да се врне у кеш. Они крипто се уште не го признават на тај начин да се врне, значи ќе кешират и ќе го врнат. Значи представете си, тие продава и на 0.8 и на 0.14, не знам на кој начин ќе врнат. Ако тие луѓе има купувано понапред и на 0.33 и на 0.66, сеќавам се. У FTX што трупа, најголемата америчка пирамида, која што самите се ја рекламира и на крај изгоре, и најголема штета у таа берза, америчка берза, со таа гнасата Семуел Бенкман, ли, ко се викаше, може да грешам, слаб сум со имиња, свиња дебела, која што на Бахамите има чудо од замуци и уште не му се запленити и мислам дека е домашен притвор, не е уште не у затвор. Не сум гледал најскоро, одат на судење, шо прават, шо матат, не знам. Највеќе и лошо има Star Atlas, затоа што највеќе елитата, тоа е позитивно. Најголемата елита држеше, држеше доста токени
И значи пак си ги накупа. Ти си ги накупи. Еве денеска само денеска за 24 сата е купено за 2,7 милиони долари. Че играта луги още я нема на сите берзи, а преко волети и преко помали берзи се купува за 2,7 милиони. Тоа за гейминг, за игра која што уште не е развиена е супер. Дури и од in-game токено, еве го за еден месец е 129%, таа е поризичниот, на ваш ризик ако купувате да се коцкате со него и да си фантазирате да стигне до 0,27. Ја верувам дека стигне и да продадам од тоа што сум го искупал, ама тоа е ја шо верувам, а шо ќе биде друго. Ова е главниот токен, многу македонци го имат, само другари, јас верувам дека ќе стигне до 8 долари, тоа си е моја аналитика, и 11 долари, значи на 11 право ќе продавам. Ќе видиме значи каква е аналитиката, можно и на 8 да продавам некој мал дел, 10-20%. Ама за да го изфлипам. Јас доста верувам у тиму и играта. Ваше си е да се одлучите, само не ми праќајте, мобето ми беше, не ми праќајте пораки, другари имам 1000 долари, имам 500, имам 3000, имам 5000, дали да купам. Значи другари, ако јас сум купил за толку пари, значи и сум го прикажал тоа, исто и за Cardano, купив за 10.000 и купив за 2.000 и тоа на 1.20, 1 на колку беше, на 1.18, мислам дека беше. Значи, јас се извинувам. Значи, која е логиката да ми пратите порака? Значи, ако ја купувам, сум купил Cardano за 12.000 долари на оваа сума и вие ми праките порака дали да купам Cardano. Значи, мислам, логика нема. На некој што е купил пред вас е покажал и вие го прашувате дали да купувате. Јас што треба да седам се во пораки да ви одговарам, братче, да, не, да, не. Другари, јас прикажувам јавно што правам со моите пари. Значи, вие гледате го мојот канал, вие со вашите пари треба да одлучите што да правите. Нема логика, брат, да ми праките пораки веќе, брат, да купам ли, да купам ли. За колку треба да купам? За 1 милион долари? Еве банка, ако ми најдете некоја банка од Македонија или од Америка што ќе ми даде 1 милион долари на заем, еве јас ќе купам и за 1 милион долари и на 1,20. За 1 милион долари ќе купам и на 2 долари ќе купам. И на 2,50 ќе купам. И на 3 долари ќе купам, може да не стигне до 4 до 5, ама после 4 години ќе го продавам. Следниот bull market ќе го продавам. Ја верувам у Cardano, дека нема да исчезне, ама тоа е ја што верувам. И сега покажувам ви, за да не им праките пораки, вадам менам од други проекти флип, купувам за 10.000, паѓа малку, купувам за уште 2.000 и сега вие ми праките пораки дали да купуваме Cardano. Мислам, седнете бе луѓе, почнете да размислувате логички, преземете си сами за тие ваши пари, тај ризик. Не ставајте пари што ви требат за утре. За тоа може да паничите така и чекате што треба да напишем. Ајде брат, да, купи нацит. Што треба да ви гарантирам да идеме кај нотар да подпишеме. Даниел Гуштеров ви гарантира за 1000 долари, за 500, за 3000, за 5000 ако купите, дека ќе добиете. Не би другари, сами треба да одлучите. Престанете да ми праките пораки, разбирате ли? Чи многу луѓе чекат, например, некои работи што се ги заглавиле, да ги оправам ја или да ги пратам на Славчо да види ако е на Binance нешто или дали он повеќе разбира технички. Ако нешто е заглавено, пошто ја тие македонски берзи ги немам и сега место ја на тие луѓе да помагам да бидам достапен, ја треба да седам на вас у пораките да ви читам, брат, абе да купам ли за 500, абе брат имам 100, че да ставам ли, абе брат шо сум ја од тие старите тамо што седат пред кладилницата и чекат да му дадете 30 денара или на кафе или нешто да го почастите за да ви направи ливчи. Другари, одлучете се од тие коцкарски мобети. Замисли си, еве вие да сте криптомилионер и ја да земам да земам да најдам 100 долари, 500, 1000, 3000 и да земам да ви пишувам да речам брат, бе, да ставам ли тука, бе брат, да купам ли тука. Има и луѓе што уште ми праќат, имате канал кај мене, еве видеото го направив човече. Прашувам ги гледали го? Не. Значи нема време да гледат 40 минути. Еве нова сезона, инфо аналитика за профит од YouTube. Тука ги има YouTube каналите од мене, од Славчо и од Бојан. И са,
Мрази ги да ги најдат на YouTube и да ги гледат. И чекай, што треба да седам у пораки и да ви пишувам, ајде брат, да, тука натисни на Binance, аха, тука ќе креираш, добро, стај $100 тука, аха, тука ќе ставиш $100. Дај бе луѓе почнете да гледате. Глед 419 луѓе се огледале само. Од $9,000, од 9,000 членови на групата, 419. 500, 312, 335, 656, 509, 624. Па повише кукото пораки, бе, брат. 428, 277, 321, 500, 600. 400, 300, 452, 601, тия са новите видеа. 461, ще по мене повише 1000 души са ме прашале за Вичен, 461 го гледале видеото. И у пораки ли, другари, още ке седеме, брат. Колко кукава да снимам за Axie Infinity, за XXS SLP, 436 го гледали. 732, 300. Новите видеа се от тук, пред 3 недели ми го отблокирава профила. ILO, нели, първото 926 го гледали. 340, 200. Че другари, що трябва сега да седем у пораки и я да нямам време да седам на берзата. Значи у Bull Market па имаме исти обед. Седем и се кажуваме кой дека да натисне. Другари, престанувам. Значи да знаете дека ќе почнам да директно да ви ги тръгам поръките. Глупа порака и за дали да ставам пари или не, ви ги тръгам. Да знаете. Значи не ви тръгам от приятели, не ви тръгам от групата, ама да знаете, веќе не отговарам поръки дали тук да купите за $100, за 200, за 300. Место да одеме напред, ние уште тапкаме у место, брат. Потврда и такви нема да добиете од мене. За тия другите што ме прашаа, како полесно ги наѓам информациите. Луѓе, кога ќе седнете да користите неком платформа, целата ја разгледајте. Секое копченце, ако натиснете, нема да умрете. Нема да загине, нема нуклеарка да пуштите. Еве, гледај, биткоин, гледај со кај букви пишува биткоин, натискате го биткоин и ви дава тука подкасти да си изберете. Значи сите луѓе што зборат на тема биткоин. Еве. Дури и канали што ги немам. Еве, колку лесно, на YouTube ќе си изберете видео и ќе гледате. Јас сум ги покажал старите видеа, имате кај мене, кај имате тука кој YouTube канали ги користам. Ќе прочепкате, ќе најдете секој видео што ќе изгледате па е школа. Ќе најдете тука и токени шо и коини кои шо уште како технологија постојат. Седнете бе другари, што ќе седете да гледате тие глупи тамо телевизии и TikTok глупости, седнете пролистајте го ово, брат. Замислете си ја да земам да има сега некој од Македонија што е успел и да снима вакви, да, овие се аматерски видеа, ама видеата се за вие да земете да сами да го отклучите тоа. Ја не можам, брат, да седнам на секој порака да му кажувам ај тука нацни, тука направо ка. Што не е моја еднина. Тоа не е мојот живот. Тоа е вашиот живот. Значи треба сами да донесете одлука што да направите со вашите пари. Не можам финансски совети да ви дадам. Еве тука гледате јас колку канали пратам. Погледнете. Еве од лево ќе видите колку канали, се ми интересира. Се комплетно. Комплетно се, еве. Еве тука сите ги имате канали кои што ја ги пратам. Улезете, ќе видите, еве. Тука исто се живо пратам на Балкан, вести, геополитика, Србија, Бугарија, се комплетно, брат. Се ме интересира да видам и се има влијание на крипто и на биткоин. Гледај, се. Луѓе. Значи тие видеа што ги постирам у групата, луѓе доста е, знам дека немате време, доста е да седнете да го изслушате. Се нешто ќе влезе у глава да ќе научите. Славчо ви снима без пари видеа пред 12 сата, 186 луѓе го гледале. 6 минути, 7 минути видео. Многу сте бизи, брат. Многу таа кафе шема, многу оговарање. Ако сакате да успеете, треба да седнете пред тај YouTube другари, да оставите тие стори, да ги вртете другите како живеат и да земете, браче, да пролистате, да гледате ако сакате да успеете. Додека не седнете да гледате, ја джаве упораки да ви зборам. Додека не го изгледате тоа видео, брат, да се концентрирате, да го изслушате. Има некој, еве, например, Пол Барон,
нема што да гледате, значи едноставно слушалките го слушате, брат. Слушате го и вие кога ги слушате тия крипто, што ќе ги слушам, немам пари. Кога ги слушате тия крипто видеа, другари, вие постепено мозоко почнува на еден начин да ги сваќа тия работи. Дали ме разбирате? Еве секој ден да седнете да ги гледате. Составете си watch list. Значи, звездички. Натискате звездички на кои коини сакате. Еве, кај мене јас пратам нон-стоп. Дури имам и апликацијата на мобилниот. Апликацијата на мобилниот на CoinMarketCap ми стигнува, исклучен ми е звуко и ми стигнуваат нон-стоп известување на сите што се ми на watchlist. Ке си направите профил, сите што ми се на watchlistата ми стигнуваат. Ништо не испуштам. Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Polkadot, Stellar, VeChain, Sandbox, Gala, Axie Infinity, Ronin, тамо дека имам уложено од пред 3 години што чекам да ги продадам. Значи сите чекам, сите ги пратам. Ја не пратам тие работи што ги немам. Што ми треба, интернет компјутер, ја го извадив на профит. И го немам, иако е многу јака технологија. Зашо би ги пратил сите? Да, пролистувам ги на ден, гледам тука, гледам маркет, колку е, тоа си го запишете на лист, колку е волуме, колку е. Ама гледајте човек да си составите листа, да си ги изградите тия профили и секоја информација, секој известување е многу битно. Тај YouTube денеска е многу битен. Луѓе, некои без пари ви снимат видеа, па дури ви ги поделиле тука горе и еве гледај што сум изгледал. Луѓе, гледајте што сум изгледал. Еве. Представете си, гледај јас што имам изгледано. Ево сега сакав да го гледам. После ќе го гледам. Гледајте. Се пратам. Тоа па брачи. Не ги покажува сите. Че луѓе, почнете да си билдате профили, почнете да си градите кои канали сакате да ги гледате и еве ја ќе ви покажам за Бенџамин, Ларк, Айван Онатеч, Пол Барон, за Axie Infinity, CoinBiro, Алек Крипто, Антонио, сега ќе ви покажам. Ќе ви покажам најчесто кои ги излистувам. Еве. Овај канал, subscribe и одете сите да ви стигнуват известување. Многу работи може да научите. Идеме, Ларк Дейвис, subscribe, сите работи. Чуда имате, гледај колку работи може да пролистате, брат. Не може без да ги изгледате тие работи, вие да верувате у крипто, брат. Не може. По пораки не може, брат. Айван Онатеч, subscribe, гледај колку има. Колку материјал има што може да го разгледате. Еве, Пол Барон, луѓе. Идете subscribe на тие луѓе и кога идете subscribe и all, луѓе, вие полека го градите тај ваш YouTube канал, да ви стигнуват корисни работи, да гледате за крипто, нешто што се прави пари, откуда да гледате глупости. Ја гледам Бака Праси, ја гледам Чода, ја гледам Нелијама, од тоа слободно време. Че ви добар канал за Стар Атлас. Значи, укуцувате го тоа чудо, subscribe и луѓе, не можете, гледај, некои ви прават видеа и они страниците имат за без пари. Градете го тај ваш, одете subscribe, одете all и полека ви стигнуваат многу корисни информации, луѓе. Тука имате толку корисни информации, што просто дури ја не ви треба, што се вика.
Че тук има толкова много информации, што вие можете луѓе да се толкова много надоградите, што може да бидете, ќе ви треба доста време, нели, да изгледате, да пролистате, еден бул маркет да издржите и и една крипто зима, да, за жал тоа е 4 години сайкъл, ама вие човек можете да почнете да правите пари. Че не сум јас од две глави, брат. Јас сум ги изгледал сите овие чуда, за да дојдам до овај левел. Че нема македонци други, јас од никој македонец ништо не сум научил. Секош сум седел и сум ги гледал овие канали. Шо е толку тешко да идете subscribe, all, ни ви сервират информации. Сега да, они си имат нивни проекти, шо ги пумпат, шо ги, нели, форсират, купете ово, купете оно, ама не. Вие доста е да го изгледате видеото за чисто аналитика да си направите, да отлучите. Значи вие гледате и лажни, и вистински информации и после си правите аналитика да отлучите шо е како е. Тоа е, другари. Та watch-листа што сум ја составил, другари, ништо не е пропаднало. Полека се живо си оде нагоре. Биткоин е држе, што е многу јако. Не се знае дали ќе коригира сега да речеме на 85. Никој не го знае тоа. Прашањата исто што ми прашувате, брат, дали ќе коригира. Че кажави, тоа е математички невозможно се знае. Колку и да гледаш техничка анализа, колку и да гледаш чуда, значи може да се десе да се случи нешто, војна, нуклеарки, земјотреси, кризи у Германија, криза иде зимо со газ, со чуда низ Европа и в тоа има влијание. Може утре Wall Street ќе продаде и има влијание. Сите очекуваат, ви кажав, до пред нова година, па да стигне нешто символично 110-120, за на народот да му е интересно. Значи, народот не разбира што е биткоин, каква технологија е. Народот го интересира профит, мал дел ги интересира, 90% ги интересира профит, мал дел ги интересира како да прават, да направат доволно пари у бул маркетот за у наредната крипто зима да имат пари за да накупуват и да живеят од staking rewards. Гледате, Binance дава многу добар staking rewards. Че ни на банка не дава толку добар staking rewards на година. Че целата финта е да го совладате овоа, да продадете на добра цена у бул маркету и почува и да лита уште. Гледајте 0.33. Значи замислете си да ме послушате, луѓе. И смеат ми се кој ќе кажам кафето и цига. И па другари, представете си, гледај. 0.14, 0.34 и уште оде нагоре. 133%. Значи да ставевте пари како што брмлав, ќе направевте пари, брат. Кој не верува, уште сега некој продаде и нека се ужива. Кој верува дека ќе стигне all time high, да си го чува. Тука all time high го пишува $19. И аз ќе продавам, ви кажав, на 8, на 11, на 19. Ја верувам дека и повеќе ќе стигне. Ама кажав ви, ја што верувам и што ќе се случи, никој не може да го знае. Ово луѓе е предпоставки. Ние правиме аналитика, толку време што сме у крипто, даваме предпоставка што мислиме дека се случи. Значи не дека е точно дека се случи, значи предпоставка од искуство колку ќе биде. И на пример ако стигне до 19 може, ја верувам да речеме 19, ја може ќе продавам на 17 ако гледам дека има многу негативни вести. Пошто ја на дневна база луѓе седам и читам и овие канали тука. Значи не е само повише луѓе купат, Стар Атлас купил и прашам го и добро брат што правиш? И па тоа е. Па брат прочитали нешто тука? Не. Значи ништо не прочитал. Ништо не прате апдейти што им играта. Ништо не прате евенти, ама купил. Купил типо и ни да travaате така, другари. Упораки да продадам ли, да купам ли. Треба, брат, да седнете да разгледате што е тоа игра, каква е таа игра, каков е тај тим, покажав ви го овај тип. Значи седете, гледате, разлистувате и треба да си донесете одлука. Че вие, како што ви гледам по пораки, 90% сте купи, брат, да продадеме ли? Добро, да. Чека, ова е нешто, гуштеров, брмбла нешто. Имаме едно сточе, ќе го ставам и ако ударе, ако не, $100. Луѓе 90% за жал сте такви.
ставате го нещо, ще го гледате, я тук натискам и вие найдете, купите го и чекате само да го продаете и то е. Поема няма 90%, що правя тук. Еве, ово, например, кой го е прочитал? Еве, ово е газдата на креатора на Star Atlas. Че кой го е пролистал, ово да го прочита да види що е он кажал аналитика. Еве, кой ме мене додадел на пази, много луги ке стана милионер. Пази, не ме додавайте на Twitter. Нем, милиони ке станам. Че гледай колко. Я имам 868 followers. Че тук споделям, значи ние имаме 8000-9000 луги ще купили Star Atlas, а мене ме следят 868 луги. А я от 90% обявявам за Star Atlas на моя профил. Работи ще трябва да се читат. Значи ние имаме луги дигитално неписмени у криптореволюция. Че луги шосите си купили Star Atlas, а никой не ги да чита. Вировали у Solana, ама не знаят дека на Solana гледай топ. Коя е? Играта? Втора? Star Atlas. Значи, они вировали у Solana, ама не вировали у Star Atlas. А Star Atlas прави от 20 до 35% трансакциите на нивната и Solana. Че они купили Solana, ама немат Star Atlas. Значи, идели по леп, ама не купили млеко. Ке ядат солева. Че, другари, за той леп да е сладок, трябва и да има нещо и друго. Трябва да се намачка, трябва да се пине. Че сува не ула, брат. Що да ви кажем, брат? Колко души? Солана, що не я кажуваш? Ти я напаяш Солана. Брат, не работи. Не работи мрежата, цел ден заебава. Играта не ми копа, що трябва заради тази еба на Solana Network. Що не вировали у Solana Network, ама не знае дека на Top Trading Games on Solana е Star Atlas. И после викат лутат се, кога ги викам дигитално неписмени. Значи он уложил у Solana, ама нема нищо у Star Atlas. А Star Atlas ви кажав от 20 до 35% от трансакциите на глупата ви Solana и я прави тая игра, я шо имам. Я имам $50 флот. Значи аз съм по-голем верник у Solana фактически от самите овие у Solana шо се. Кой има от вас пее? Значи аз съм енджино, просто кажано. Да не речем серверите ще го движим. Че я ги правям трансакциите за Solana да оперира и да се държи. Значи, дай, кога нещо не разбирате, значи некои кога напаги, я имам най-висше право да напагам Solana, затоа што вие сте аматерите, вие сте купили Solana и чекате там на $500 ки стигнало Solana и да я продадете и да вземете на паричка. Галеве ви за Solana за Network. Че ки продавате 100% си, ако може да вземете на пари и ке забравяте Solana. А аз сум енджино. Значи я имам Star Atlas флота, што нема да я продавам, брат. Ке копа там до наредните 100 години, додека сум жив. И ако останат на Solana Network, значи аз сум по-голем подружувач на Solana от фактички от вас. А тактички ви дупам малото мече, напагам я Solana дека нели не работе и стварно не работе, ама гледаш, вие не може да разберете, после се лут, кога ги викам дигитално неписмени. Не може да разберете дека аз сум главнио со најголемата флота. Аз сум от колко беше преско обявил? Од 1500 души, од 1500 луѓе на светско ниво, моята флота е от големите. Значи, и аз придонесвам за Solana Network да работи. Газдата, мултимилионер, типо, мултимилионер, ми става лайкови, ми споделува видеа, а мене ме следат 886 луги. Значи мене, че само да ставам ово. Значи мене, никой не е да ми отиде фало, не бива милиардер ке стана, да му даваш информации, ама глупио газда мултимилионер на играта, вземал да ме следе шо права. Че газдата на играта ме следи, ама македончето няма време да ме следе. Шо постирам. Значи шо да ви кажем, брат? И после луто кој викам дигитално неписмени. Че дигитално неписмени. Затоа што некој ви е седнал и ви отделува информации без пари. Че требеше, знаете ли шо да направам? Како ние шо ме молеа. Требеше, братче, да земам. Требеше да земам, стави $50 subscribe, стави $300-500 телефонски повик, $100 у private message
една реченица, така ли, и за вие да цените, да речете, ей, чекай брат, че овай стварно е. Значи вие в Македония сте навикнани да ви вземе някои парите, за да верувате нещо и да взимате информация да правите. Оно, що е без пари, луѓе се мачат да бидат интересни, гледате да снимат видео, за да дигат рейтинго на Стар Атлас. Ја на YouTube канало со 2,5 години постирам цената колку ќе стигне на Стар Атлас, нон-стоп постирам. Трудам се, например, кај нас, братче, македончето, мрзе го да отворе, едно видео да изгледа, луѓе не веруваат дека на 0.33, мислам ова е напишал дека сега е стигнало до 0.33, мислам 0.35 беше преск. Гледајте, ја имам тука за играта што сум постирал 1500, кажи го, ја виделе, 90 лајка, 12 споделувања и 4 коментари за 23 часа. Постирам нешто у групата, 100-200 луѓе го виделе. Толку да немат интерес, брат. Толку да имат, взимат кредити, брзи кредити взимат и заеми, и лихви, и чуда да лупат на шиткоини, ама немат пари да купат Ethereum, да купат Cardano, да купат Star Atlas, да речеме Polkadot. То ми е интересното, разбираш. Не разбирам психологията на кој левел е тамука. Гледајте го чудото. Гледајте го чудото, брат. Че уште не е завршено. Замислете си тим на луѓе работи да го направи оперативен овај брод, вселенски брод. Четири километри долг у играта. Трките што треба да видат. Ке тражи ја компјутер, да. Че замислете си, вие, например, прашувам го Доро брата, зашо купи за $500 Стар Атлас, па вика гледавте ги видеата и шо знаеш за Стар Атлас? И тега знам, там вика некоја игра. И праќам му видеа и вика, брато, волики е играта. Ја многу сакам овакви игри. Значи он многу сака овакви игри, а јас сум тапа за овакви игри да ги возам. Разбираш ли? Значи он сака овакви игри, купил Стар Атлас за $500, а поема нема играта како ќе изгледа. Че не е ни сигнал да проба да види. Че ово е уште у изработка, не е завршена. Че се градат илјадници планети и планети. На секој детал че се работи тука. Ке има награди после за време, ке има токени у Атлас награди. Ке има како Супер Марио, кажи го, ке има како Супер Марио, што играевме на времето. И други игрички, сега ги забравив, ми е блокиран мозокот. Ке има борби, најдобрите ке взимат токени. Луѓе, не постои друга игра со оваква графика. И купил Стар Атлас, а не знае играта дека има трка и дека има пуцачина. Гледате го чудото. Значи замислете си го тимо на луѓе што е работил да го направи ово чудо. На секој детал, че е тука сецка, на секој тај со слаб компјутер се уклучил, не е до играта. Значи замислете си ги, гледај, ово се граде свето. Значи ово не е трчи лаже, значи луѓето работат на секој детал. Значи ово е, замисли, ово е NFT овај брод. Не си кјам колку пари коша, па ги е скап. 20-30 $, не знам колку точно. И се купени. Значи замислете си на секој детал, че се работи. Замислете си, че тим на луѓе работе луѓе да чекай да видим си ги имаше. На секое дека му се видијата на овие детали што се работе, има и награди. Само не може да го најдам дека му имаше многу јако видео едно.
Много постира типо, алалда му е, маче се, гледайте човече. Секой детал. Брат, я всеки ден си ги гледам овие видеа и добивам храброст само ако ги гледам подсачената. На все живо се работи, луѓе. Уште по-яко ќе биде ова. Графиката е страшна, ова е типо што го е снимал, видеото е со слаб компјутер. Че замислете си 3 игри. Јас сум Sage Labs Mining, скапата што на вас не ви треба, трките и подсачената. И ќе се бореме за токени. Замислете си, секој ден го гледам, секој ден ги листам видеата. Гледајте што се граде ова. Секој ден се имат нови 135 вработени што работат на тиму. Че луѓе, ја верувам ово да ќе стигне $8, 14, 15. Ако не ова е bull market, наредниот верувам дека ќе стигне и до $40-50. Тај токен. Че многу верувам у тоа, значи овие луѓе, брат, ово е сериозен тим. Че ја цел живот играам игри. Че оваа графика, овие детали, човече, гледај. Че ово луѓе кошта пари, брат, да се направи. И замисли, ово е NFT, вие си го купувате тај брод. Може да му смените скин, може натаму ќе има и нови бродови вие самите да правите, да произведувате бродови. Че луѓе, ово е страшна работа. Гледај, на секој детал ќе се работи. Моментално у крипто свето не постоje игра со овакви детали. Че ја ги гледав оние другите, комедија, брат, комедија, гледај. Различни оружја ќе се минуваат, чуда. И ја ги прашувам денеска на повеќе од 20-30 луѓе ги прашав. Ќе купил за 50, ќе купил за 100, ќе купил за 500, ама он поема нема шо купува. Он купува токенот и некој си криптомилионер Гуги му кажал у Америка, брат купи, и ќе продаде. Че он поема нема шо праве. Че тие токени ќе се стават и на стекинг. Тие и сега се стават на стекинг. На 1 година, на 2 години, на 3 години, на 5 години може да ги заклучи да дават пари. Јас се извинувам да пинам вода. Али битно, сега е bull market. Не треба да се стават, сега треба да се земе профит, да се продаде, да успее да се купат уште токени и да на типу се беше паднал, сеќавам се дека беше, ја дори се бунев, уложил $10,000 од тикети, беше му се паднал еден оваков 100 или $120,000 беше тоа време. Беше му се за $10,000 тикет што купил, му се беше паднал од $100,000 оваков танкер, братче. Мислам дека два му се беа паднали, ако не се лажам. Едениот го продаде и едениот го чува. Значи за $10,000 два му се беа паднале, од кој едениот мислам дека го продаде $100,000 и другиот го чува. Ово е газата, еден од креаторите. Луѓе се уклучуват, тестират. Овај на почетокот плукаше по Star Atlas, неа нешто сите се уклучуват да брмлят за играта. Значи, другари, седнете, пролистајте, луѓе се заинтересирани од цел свет, одат да видат, да истражат. Луѓето се интересират да улезат меѓу првите да видат, да проучат шо е ово, чекај да видим уште додека нема многу играчи. Гледајте ги деталите на војската, бе, брат. Ово на кру, на екипажа уствари. Гледајте ги, човече, значи ово некој се е помачил да го направи. Че ово луѓе што го гледате и у играта ќе го има. Че не е само така. Значи и у играта ќе ги има овие чуда. Че гледајте го ово чудо. Че ти у Македонија ние не може да креираме 200 години игра. Овие човече гледај што прават. Гледај ги деталите, брат. Шо е ово, брат? И кога ќе ми рече некој, брат, како може да веруваш у играта? Че гледај ги деталите, брат. Шо е ово? Е лудо. Јас сам баш овие. Устор. Роботите. Гледај го, човече, брат. Ово е science fiction. Ово е типо што ги прави, се е намачил багимите. Гледај, брат. И сами си уште ги нема на Binance, уште ги нема на Coinbase, уште ги нема на Gmail, нема ги на големите берзи. А секоја берза да купе од Star Atlas, за да го продава, треба да купат и баги токени да имат.
Че представете си березите, ако ги почнат да купуват, да имат резерва, за да може да се продават. Гледайте, всеки що е геймер, що ги гледа овие чуда, разбира шо сборам. Разбира шо сборам. И тук моментално големите геймери купуват това. Гледайте детали, брат. И още си изработва. Значи има и лядници планети. И лядници планети, и все повече и повече бродове. Гледай, брат. От тази планета може да улезеш, човече. Ти... Замисли, това игра е крипто NFT игра. На блокчейново чудо е лупнато и ке дава токени, ке има маркет жив. Значи няма како едно време собереш злато, собереш работи, собереш бродови чуда и утре играта скисне ти, не я играеш и се живот ти пропадне. Не бе, другаре, ово сеш тук шо ке го имат се продава. Че умреят тия времени, кога вие ке имате игри, шо ги играете и после ако ке ви скисне, нема да играете виши и ке забравите тамо негде. У компютър или на някоя дискета и то е това. Не бе, другари. Ово се живо и децата и на децата брат ки остане, ако сакат да го играят и да го продават и да го търгуват. Гледай, гради се комплетно, сите ресурси, ки има ресурси да се собират различни от разни планети. Чуда, брат, ки има. Борби ки има. Чуда. Че тия бродови ки бидат колектибъл, ки се собира скинови, ки се крафтат други бродови, ки има Bounty Hunting мисии, я имам от $3500 и от един от 3000 Bounty Hunter, значи ки има мисии и награди ке дават за него, ще ке прави проблеми низ, ки има пирати, ки има зона дека ке улезете и ако бродови експлодира, го губите за секуваш, значи ки има такви ризични зони, ще има награди и вие ако сакате да соберете тим на другари, ке вземе ке купиме некои ефтини бродови, ке собереме тим на другари, ке идем у таа опасна зона и ке правиме борби. Ке се тепаме и да освоиме тоа. Ако изгубиме, губиме ги бродовите. Ама тоа е, ако избереме да улезем у таа опасна зона. Иначе ако убиете играта, респон правите, плаќа се Атлас. Значи тие шо планирате да ја... Че малко не знам дали се слушам. Значи тие шо планирате да играете играта, не е лошо да имате и Атлас токенот. Ја го копам Атлас. Ја ки имам. Ама, например, шо планирам да направам тимо за мене шо ке играе, јас ке го давам Атлас од мене. Така да, вие гледайте да го имате главниот токен, DAO Polis. А Атлас не е проблем. Ке го освојувате од игри, јас ке финансирам плюс тие шо ке играат за мене, шо ја од трките не сум добар, треба да седам да вежбам. И во ќе тражи сериозна машина. Значи, ке се победниците, значи тим ја како направиме, победниците ќе освојуват награди и ќе делиме. Од мене да речеме бродовите, од вас геймингу. Ќе биде интересно ово чудо. Ово чудо ќе биде многу јака работа. Едва и чекам, многу бавно ќе се развива, да знаете. За тоа време планирам да акумулирам сериозна количина на... Гледайте, човече. Сериозна количина планирам да напукам коини и кога ќе излезе ово чудо, да бидам спремен. Да бидам спремен, да може да го играеме. Axie Infinity многу каснат со апдейтите, многу мали награди, ама оваа игра учи од Axie Infinity, од грешките се, да не се лажеме, па Axie Infinity е меѓу првата у цел свет толку успешна со 3 милиони играчи и стварно многу луѓе станаа богати се, ние македонците многу касно упаднавме у неа. Ама и е многу тешка. Ама оваа игра си е подсачени трки, не е толку тешка. Axie Infinity е стварно многу тешка игра со карти. Ама оваа игра, брат, че секој може да стане секој ден се подобар и подобар у овие борби. Ние на времето, да не се лажиме, Counter-Strike јако играев, правевме пепел по кочни до сабајле, значи ке седнеме вечерта, завршено се живо кафичи, чуда и ке седневме до сабајле Counter-Strike. Значи ако се врнеме у форма, таа екипа од Македонија, ја и кажувам, овие американците не можат на малото прсти. Значи ке биде интересно.
И аз затоа сум концентриран луѓе на, на толку малку проекти. Овај тип ќе го пратите. Вика Жав, има го на YouTube и на Twitter, има многу информации, брат. Многу информации има за играта. Многу типо е добар, дори да му пишете одговара. Другари, више почнува да се продават на некој мој технолог, гледаш, дават му дозвола. 3D макети си продава, прави си чудо, ама се доста скапи, 100, 200, 300 долари. Јас сакав да си купам, ама ако се враќам во Македонија нема да можам да ја однесам, или ќе ми украда тоа, или доста се големи, ќе се тешки. Другарчиња, тоа е сигурно минав колку? 45 минути народо нема да сака да гледа, брат. Тоа е, другари, гледајте да си истражите што е тоа чудо Стар Атлас, да видим само колку литна, еве го. Веќе е 0.34, падна. 3 милиона, колку беше преска? 2 милиона и нешто, моментално некој доста кишира. FTX више продадеја се живо, до утре сабајале кога се разбудам, сигурно ќе е напукана и чекај да видиме, дека сме ние. 0.39 треба да пробие. Пробие ли 0.39? Значи следната е на 0.49, братче. Пробие ли 0.49? Следната е 0.57. Пробие ли 0.57? 0.62. И после пробие ли 0.62? Нагоре Аста ла виста беби. Тоа е, другари. Чао и поздрав. Кој има време да гледа 45 минути, ки си има уидни на некој кеш. Кој нема време, другари, кафе, шема, цигаренцето и на работа до 6.2. Извинјавам се, на работа до 6.7 ки биде.